Со скромни средства остварени резултати за респект на двата клуба, ЖФК Кочани и ФК Кочани е сублиматот од годишните собранија кои се одржаа на 30 јули годинава. Под раководство на председателот Радко Димитровски и освежени со нови членови на управните одбори, присутните проговорија за годините неуспеси кога се освојуваа шампионски титули и национални купови во женскиот фудбал, како и кога се создаваа млади фудбалери кои полека созреваа до интернационална кариера. По тој повод беше издадена и краткотрајна, но содржајна брошурка која сведочи за постигнатите резултати. Во делот на финансискиот извештај беше истакнато дека клубовите изминатата надпреварувачка сезона ја обработија со крајно скромни средства, добиени главно од ваучерите од Агенцијата за млади и спорт и од неколку локални фирми помагатели. Резултатски ЖФК Кочани по една година се врати во првата фудбалска лига за жени со амбиции наредните година две да направи сериозен прогрес кон врвот на табелата. За таа цел веќе се ангажирани 4 засилувања од домашни клубови, а се бараат една-две фудбалерки од странство. Планирани се и висински подготовки на над 1400 метри надморска височина на спортско-рекреативниот центар Пониква од 8 до 13 август. ФК Кочани кој работи како фудбалска школа со млади категории годинава се гордее со тоа што супер талентираниот Јован Манев направи интернационален трансфер со турски прволигаш, бидејќи потекнува токму неговите редови. Членовите на собранието ја истакнаа потребата двата клуба да добијат посразмерен третман од општината, особено од аспект на финансиска подршка, бидејќи двата клуба остваруваат исклучително корисна функција, афирмирајќи голем број млади спортисти, над 400 фудбалерки и уште поголем број момчиња кои низ годините тренирале и играле фудбал под името Кочани.